Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Американскиот конгрес усвои мерка за помош на работниците со здравствени проблеми од токсичната прашина по нападите на 11 септември 2001 врз Светскиот трговски центар. За ова и за другите вести во продолжение. Сенатот вчера усвои мерката за помош на пожарникари со здравствени проблеми по работата при терористичките напади во 2001, а само неколку часа потоа истото го стори представничкиот дом. Председателот Барак Обама рече дека со нетрпение чека да ја потпиша легислативата, со што ќе стане закон. Со неа се обезбедуваат 4,3 милиарди долари за медицински третман за овие работници кои први одговараат во вонредни ситуации, што ќе бидат на располагање за период од 5 години. Думата се движи брзо кон ратификување на договорот со САД за ограничување на нуклеарното оружје. По вчерашното усвојување во Американскиот конгрес, спикерот на долниот дом на Рускиот парламент Борис Гризлов кажа дека думата може за таа цел да се состане уште во петок. Тој сепак забележа дека тоа е планот, освен ако мерката не претрпи некакви промени до тогаш во текстот. За да стапи на сила, таа треба да биде усвоена во обата дома на Рускиот парламент. Инцидент близу ранчот на поранешниот председател Џорџ В. Буш во Тексас. Осомничено лице синоќа било уапсено кога удрило со возило со голема брзина на имотот на семејството Буш. За обезбедувањето ова донало работа, но никој во инцидентот не е повреден. Поранешниот председател во тоа време бил дома, но како што се вели, во ниеден момент не бил во опасност. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. За време на пресконференција во Белата куќа, американскиот председател Барак Обама ја прослави, како што ја нарече, двопартиската сезона на напредок. По ноемвриските избори, каде демократите имаа големи загуби во Конгресот, Обама потреби само пофални зборови за усогласеноста на обете партии. Забелешките на председателот дојдоа само неколку часа откако Сенатот го ратификуваше договорот за контрола на нуклеарното оружје со Русија, обезбедувајќи едно од најголемите надворешно политички приоритети на председателот Обама непосредно пред крајот на легислативната сесија. Ова беше сезона на прогрес за американскиот народ. Тој прогрес ја одразува пораката што гласачите ја испратија во ноември. Порака што јас сериозно ја сваќам и се надевам моите демократски и републикански пријатели ќе го сторат истото. Председателот кажа дека фокусот на последните 2 години од неговиот мандат ќе биде на економијата, со цел да се намали невработеноста и да се обезбеди САД да бидат конкурентни. А тоа значи дека го имаме фокусот на образованието. Тоа значи дека фокусот ќе го ставиме на истражување и развој. Ќе се фокусираме на иновацијата. Мора да обезбедиме дека во секој сектор, од производство до чистата енергија, до високата технологија и биотехнологијата, да признаеме од и приватниот сектор ќе биде водечка сила. И тоа што владата може да го стори е да обезбеди да бидеме нивни добар партнер, дека го овозможуваме тој процес, дека во некои случаи ние сме катализатор, особено кога се работи за индустрија во која има застој. Обама кажа дека бил разочаран што Конгресот не го усвоил законот познат како Dream Act, што нудеше пат до државјанство за имигранти кои се запишани на коледж или се приклучиле на армијата. По пресконференцијата Обама замина за Хаваи да му се придружи на семејството што таму ги минува празниците. Ќе се врати во Вашингтон да се соочи со новиот Конгрес, каде ќе има републиканско мнозинство во представничкиот дом и помало демократско мнозинство во Сенатот. Со години педиатрите се прашуваат дали постои поврзаност меѓу мокрењето во кревет кај децата и количината на сокови што содржат кафеин. Според неодамнешна студија, се повеќе деца конзумираат вакви напитоци, но на крајот истражувањето нуди интересен заклучок. Погледнете. Едно од задоволствата да се биде дете е преспивање кај другарчета. Децата, кога се на гости, остануваат подолго будни и поголем дел од вечерта се забавуваат.
Не е необично ова да е прилика кога се случуваат инциденти. Дете да се измокри во кревет. Психологот Вилијам Варзак вели дека ова не е само незгодно за децата, туку и за самите родители. Тоа е проблем. Некои ова го толкуваат како знак на незрелост. Многу багаж се врзува за ова. Прв совет е да се намали конзумирањето на сокови, особено навечер, и особено оние со кафеин, зашто кафеинот е диуретик што го стимулира производството на урина. Уште подобар совет, воопшто да не се дава на децата пијалок со кафеин. Доктор Варзак е главен автор на студијата која беше заснована на предпоставката дека меѓу кафеинот и мокрењето има врска. Бил изненаден од откриеното. Не пронајдовме статистички значајна врска меѓу количината на кафеин што го конзумираат децата и мокрењето. Во студијата во која биле опфатени 300 деца на возраст меѓу 5 и 12 години се покажало дека повеќе инциденти во кревет имале момчињата. Но наоѓањата тука не завршуваат. Доктор Варзак вели дека со време проблемот се коригира сам по себе, додека кај некој, кај кој трае подолго, може да биде и наследен. Тој објаснува дека кај последните може да има недостиг на хормон. Тоа е антидиуретскиот хормон наречен АДХ, кој се создава во доволна количина дење, но во текот на ноќта неговото производство опаѓа. Кај луѓе кои го немаат овој проблем, нивото на овој хормон треба да биде повисоко додека спијат. Ова се само прелиминарни резултати. Додека научниците не добијат појасна слика за што се работи и како да се справите со појавата, не е на одмет да се внимава што пијат и јадат децата пред спиење. А утре Божик во стариот дел на градот Александрија, 18 век, повторно заживеа во овој дел на државата Вирџинија. Што се приредува за оваа празнична сезона, гледайте утре во Newsflash. Утре во Newsflash, како изгледал Божиќ во сад во 18 век. Може да видите и денес во градот Александрија, близу Вашингтон. Утре со Newsflash ве водиме таму. Од студиото во Вашингтон го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска. За најнови содржини посетете нашата веб страница glaснaamerika.com. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и до гледање утре.